Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Постојат многу причини за болка во рамото. Таа може да се манифестира на најразличен начин. Некои ја опишуваат како упорна болка што прободува, други пак како сензација која што е врзана со жарење. Зошто болката во рамо е повообичаена кај возрастните, доколку се јави кај помладата популација, врзана ли е најчесто со некаква повреда или пак незгода? Дали болката што потекнува од рамото секогаш ја чувствуваме на тоа место или пак може да се рефлектира на рацете или грбот? За причините, начинот на диагностика и лекување на болката во рамо денеска зборуваме со професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во Жан Митрев клиник. Докторе, добар ден и добре дојдовте во емисијата. Многу луѓе се жалат на болка во рамото, како што споменав на почетокот во најавата, обично по старите лица имаат хроничен проблем со рамото. Кои се најчестите причини за овој проблем? За да започнеме и да даеме некои основни податоци за болката во пределот на рамениот појас, прво треба да ја објасниме анатомијата, односно градбата и морфологијата на рамото, односно на рамениот појас. Самото рамо е изградено главно од три коски, тоа е клучна коска, значи лопатка и проксимален дел или таа горна третина на надлактица, која што го формираат овој рамен зглоб, кој што има една предност, што во неговиот зглоб има можност за огромен опсег на движење. Меѓутоа, од друга страна, недостатокот е што не така спаѓа во групата на така наречени плитки или неконгруентни зглобови, односно овој зглоб е обкружен со голем број на лигаменти, тетиви, мускули, кои што ја го даваат тој соодветен опсег на движење, меѓутоа и поради таа плиткост возможни се почесто оштетувања и најчесто исчашување или изместување од место. Поради тоа, мора да кажеме дека овој специфичен, овој комплексен зглоб зависи, мислам, неговата функција зависи комплетно од целокупната квалитетна активност на сите тетиви, на сите лигаменти и нормално на зглобната раскавица и зглобните површини. Па и оттаму, четирите големи групи во кои што се најчести причини за болка во рамениот зглоб, значи во рамото, можеме да ги поделиме во зависност од тоа кој дел, односно која структура е оштетена во рамениот зглоб. Па така, имаме мал проблем со зглобот. Така, професоре, не слушнав, имавме мал проблем со интернетот, значи споминавте дека во зависност од оној дел од структурата на рамениот појас што е оштетена, ќе се јават различни типови на болки, поради тоа се прави различна класификација, значи можете сега класификацијата да ни ја представите. Да, значи болката може да се јавува според воспаление или така наречени артрит или остеоартрит на зглобот или оштетена зглобна раскавица. Потоа рековме поради нестабилност на зглобот, поради скршеници на зглобот и поради воспаление на мекоткивните структури. Тука спаѓаат воспаление на тетиви, на бурза или тие слузни врекички, кои што представуваат хронична или даваат хронична болка која што ја нарушува или дава еден различен степен на инвалидитет со оневозможен нормален опсег на движење на рамото. Така, сега за сето ова малку подетално. Ајде да започнеме со артрозата, односно остеоартритот. Се работи за иста болест. Артрозата всушност представува оштетување на рскавицата на зглобот. Дали сите ние со старењето ќе го имаме овој проблем? Мора ли ке сите да се оштети рскавицата? Најчесто од овде оштетувањето на зглобната раскавица представува еден дегенеративен проблем, односно ејджинг процес, значи процес кој што во тек на години доаѓа до размекнување, а потоа до формирање на оштетување, на дефекти, на узури на раскавица кои што хронично предизвикуваат болки. Значи овој процес се јавува кај сите, нормално, многу повеќе во возрастна популација со процесот на старење, меѓутоа постои голем број од пациенти кај кои што се јавува и во помладата популација.
Се смета дека е тоа поврзано и со голем број на микротрауми, односно најчесто пример кај спортисти кои што се многу активни ракометари, бейсбол играчи, фрлачи на копји и така натаму, кои што го амортизираат рамото, односно доведуваат до оштетување хронично, континуирано од предизвикано тие репетирачки микротрауми, или рековме од овде како во склоп на хормонски промени, во склоп на несоодветна активност и така натаму, сето тоа доведува до оштетување на зглобна раскавица, кое што кај пациентите прво се чувствува така наречено крцкање или крепитации, па потоа со појава на болки, кај некои други се манифестира со оток или со вкочанетост на рамото. Значи сите тие предизвикуваат на крајот да пациентот сам се доведува да си го намалува сам обсегот на движење и уште повеќе ја влошува функцијата на мускулите на тетивите, кои што ја губат својата квалитетна функција и доведува до погоршување или до влошување на симптомите кај пациентот. Во кој дел од денот обично се јавува вкочанетост на зглобот и како точно изгледа болката предизвикана од оваа болест? Да, болката најчесто од овде се јавува како остра болка, која што се јавува при посебно движење во рамото. Тоа најчесто представува абдукција или оддалечување на надлактицата од телото, и тоа над 90 степени, потоа внатрешна и надворешна ротација при пробување, нели, да се фатат двете раце позади глава или позади половина и така натаму, се осеќа една јака остра болка која што веднаш го враќа веднаш го алармира пациентот да се врати во нормална неутрална положба рамото. Меѓутоа, покрај тоа постојат и ноќни болки кои што се јавуваат кај пациенти, нели многу често и така наречено смрзнато рамо, кое што поради таа дегенерација на капсула или така наречен воспаление адхезивен капсулит, се јавува толку влошување на симптомите да пациентот буквално не може да го мрдне, да ја мрдне раката и рамото во ниедна позиција, и дури при лежење на рамото се јавува таа болка која што тишти и не му дозволува ни да заспие, ни да се сврти ноќе, мора да пие антиинфламаторни аналгетици, меѓутоа некогаш и тие не успеваат да ја смират болката. Поради тој најчесто пациентите се јавуваат кај нас за овој тип на проблем со рамото. А колку често оние кои што имаат артроза страдат и од шилци, односно од едни израстоци на зглобот? Да, самото оштетување на зглобна раскавица, таа е таа детериорација или влошување на квалитетот на зглобната раскавица доведува до таложење или така наречена јосификација, хетеротопна на места каде што нормално не би требало да има, доаѓа до формирање на тие шилци, што ги викате. Основата на сите тие служи лошо распоредување на коскената маса, односно најчесто тоа се јавуваат на припои на тетиви, на зглобни капсули, на места каде што организмот сам се труди да си заштити или да го имобилизира местото што е болно. И поради тоа се губи еластичноста и се доведува до појава на така наречени калцификати или калцифицирачки структури, кои што на рентген, дури на обичен рентген се визуализираат и нормално предизвикуваат оштетување и болка при соодветни движења во рамениот појас. А артрозата дали е почеста кај жените или кај мажите? Видите, тоа е процес на дегенерација. Сега голем број фактори, тоа е мултифакторијална проблем кој што се смета дека жените имаат поголема предиспозиција поради, нели, посебно после менопауза, значи во понапредната возраст, и дека они имаат влијание, посебно, нели, како што се тироидните хормони, потоа андрогените хормони, нели. Битно е да знаеме дека се смета сепак дека покрај генетскиот код на пациентите што имаат ваква болест, што се пренесува од генерација на генерација, многу битна е и активноста на луѓето. Затоа што голем број на пациенти што имаат вакви артрози или болни или смрзнати рамења, имаат најчесто се после во склоп на други заболувања, како што се диабет, како што се проблеми со тироидеа, или луѓе кои што имале мозочен удар прележан, па немаат добра функција во рамениот појас, и они доведуваат до хронични болки поради неактивност и несоодветни вежби или вежби на истегнување во пределот на рамениот појас. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во
ова петочна телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, добре дојдени се вашите прашања на денешната тема. Еве заедно да го концепираме заедно да ја концепираме денешната емисија. Професор доктор Константин Митев е денешниот гостин во телма амбуланта. Тој ќе даде одговори на сите ваши прашања и дилеми. Докторе, споменавте дека понекогаш се јавува воспаление но на перниче во зглобот, што всушност го намалува триењето помеѓу структурите, помеѓу коските, тетивите и мускулите. Сега, зошто се јавува ова воспаление? Да, значи тоа е веќе втора една посебна група, значи на чести предизвикувачи на болно рамо. Тоа се значи така наречени бурзити или воспаление на слузни врекички, кои што сами добро сте го анализирале проблемот, представуваат подмачкувачи или всушност представуваат врекички кои што го возможуваат подобро клизање или движење на тетивите. Меѓутоа, кај одреден тип на луѓе, поради, пак ќе спомнеме, хронични микротрауми или професионални спортисти или со тек на хронични воспалителни процеси во рамото, доаѓа до нивно воспаление, до појава на нивна оток, до зголемување на течноста на местото каде што се јавува тоа поминување на тие тетиви и доаѓа до јака болка. И тоа е наречено бурзит, таму се овие слузни врекички, најчесто е така наречен субакромијален бурзит, едно изузетна честа диагноза како што пациентите доаѓаат само поради неможност за подигање на раката над 90% и за извршување на нормални ротациони движења во рамениот зглоб, кои што се предизвикани баш буквално од оваа субакромијална бурза. Тука мораме да ги спомнеме од овде и воспаление на омотачите на тетивите. Која најчесто се тетивите на бицепс, значи кои што се во дел, или тетивите кои што прават така наречени тетиви на ротаторна манжетна, односно кои што го извршуваат главните движења на ротација во рамото, и внатрешна и надворешна ротација. Сега ова е интересен феномен, голем број на помлади луѓе, посебно пациенти или да речам спортисти и активни луѓе кои што се занимаваат со спорт со рака, поради хронични микротрауми или воспаленија доаѓаат и до покрај воспаление на оваа ротаторна манжетна, таму се група на мускули кои што го извршуваат тие секојдневни активности, се јавува и кинење на тие тетиви и тоа е така наречена повреда на ротаторна манжетна, една многу честа повреда која што денеска се повеќе зема замав и во светот како индикација за хируршки третман. Порано се сметаше дека голем број од овие состојби може да се третираат конзервативно и се третира сигурно преку 90%, меѓутоа денеска посебно кај професионалните спортисти се повеќе хируршки, тие артроскопски или така минимално инвазивно ги третираме овие повреди со цел брза санација и враќање во нормални секојдневни активности. Доктор, имаме гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. И поздрав до докторот. Повелете. Едно прашање имам за него. Имам можда месец дена, не сум појдена на доктор, болка во рамото, посебно ноќе и во легната состојба и раката, мускулот од надворешна страна. Добро. Значи, навечер кога ќе легнете во кревет ја чувствувате болката и при тоа чувствувате и болка на мускулот од надворешна. Добро, што би можело тоа да биде? Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Една линија од рамото кон главата нагоре. Линија. Од рамото кон главата исто чувствувате проблем. Добро. Така, да. Ви благодарам за вклучувањето, професоре. Можете ли вака телефонски да предпоставите што е проблемот? Да, значи, ова се тие диференцијално диагностички методи и ова за екзактна диагностика. Апсолутно сите пациенти мора да дојдат кај нас на преглед. Зошто? Затоа што овој тип на болка може да биде типично од рамото, со тој класичен остеоартрит, кој што дава внатрешно собирање на течност на места кај што не би требало да има, со локализиран оток и нормално притисок врз нервот, кој што
дава една парестезија или трнење по рамото се до лактот. Меѓутоа, од друга страна, секогаш на вакви проблеми мора да се направи комплетна евалуација и на вратот, затоа што многу често болките кои што пациентите ги чувствуваат од рамото пропагираат од вратот. Значи таму постојат така наречени дискуси или амортизери помеѓу пршлените, од кои што излагаат покрај нив излагаат корените на нерви кои што одат по цела рака надале. И затоа е многу битно да се направи едно раздвојување дефинитивно дали главниот проблем доаѓа од вратот, односно таа спондилоза што народот е позната или спондилоартроза, или тие дископатии кои што прават една радикулопатија по должината на нервите долж целата рака, дори до прсти, со трнење, со невозможена нормална функција, подигање на раката и така натаму. Од друга страна, болката во рамото апсолутно може да биде така наречен тој адхезивен капсулит или смрзнато рамо, кој што многу често дава болки во при спиење, значи за време на сон, буквално ги буди пациентите, или втората работа што е битна е тука да се или така наречен субакромиален бурзит. За таа работа треба да се направат соодветни исследувања, тоа подразбира нели од клинички тестови, па потоа рентгенолошки, нормално денеска модерните магнетна резонанца која што дава комплетна конфирмација на работната дијагноза да биде дефинитивна. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овде Елвис од Прилеп. Првин поздрав до емисијата, до докторот и до вас, господице. Ви благодарам. Молам. Сакам да прашам, имам проблем со десно рамо и со лева подлактица. Рамото веќе ми е подолго, некаде година и пол до две, али, како да кажем, поднослива болка. Во сон често знае да ме разбуди, али можам и да вежбам и се. Ама со левава подлактица веќе некаде 3 месеци неам потисок. Предложена ми е PRP метода, докторот би требало да знае. Така, секако. Сега, дури вчера еден пријател ми предложи дека дураболин да земам, за да ми стегне раскавица, лигаменти, да не се подложувам на операција и такви работи. Сега докторот да каже некоја сугестија. Така, совет за вашиот проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, повелете. Да, значи гледате колку е оваа честа патологија, меѓутоа одма ќе напоменам сега, ве молам да не се обраќате до пријатели, до познаници да ви даваат лекови или Google или интернет медицина. Сепак има огромен број овде на стручен медицински персонал во оваа држава кој што апсолутно прво, значи да направите една консултација или едно мислење, прво направите соодветен медицински преглед кај стручно лице од таа област со цел да не лутате. Значи голем број од пациенти кај нас еве доаѓаат, пијат по некои десетина препарати од комши, од полжави, од слуштале од масти, мачкаат и сето тој, кога ќе дојдат кај нас имаше неколку од нив дојдени со буквално изгореници од што све има ставано врз рамото. Затоа би ги замолил, значи да го искористат тоа тие пријатели све за да отидат заедно на лекар, значи на стручно лице, за да овие проблеми се решат, нели, а потоа понатамошното лекување да биде секогаш во содейство со лекарот. Дали ќе биде прво специјалистот, па потоа да продолжи соматичен или само ќе продолжи во специјалисти од соодветна област. Битно е да нагласам дека овие болки, затоа што може да бидат од различно потекло и затоа дали е лева подлактица, па десно рамо, значи дали е поврзано со вратниот или се некои комплексни болести во склоп на други хронични заболувања, значи може да бидат од невропатии, може ќе треба да се прават електромиографии со цел на комплетно исследување на преносот на нервните импулси од вратот кон шаката, така да би ги замолил сите да не е ништо страшно, значи да се помине прво на лекар, да се побара соодветно мислење, ако треба, ако не се задоволни, може да идат на второ мислење, меѓутоа тоа да бидат само од стручни луѓе, да не почнат да пијат лекови на своја рака. Имаме уште еден гледач, ако не се лажам. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав, имам едно прашање. Синот на 44 години, после COVID прележан,
COVID-19 доби болки во рамото. И тоа повеќе кога го оптеретуваше, кога требаше нешто да покрине некој товар поголем или и почна со физички вежби, се повраќаше и одеше на подобро. Али се уште не е многу подобро, али се уште не е она како што треба да биде. Дали е тоа последица на ковидот и што треба да се преземи понатаму. Така. Добро, ви благодарам за прашањето, професоре, повелете. Да, ова е соодветно прашање и тука, значи, во денешно време голем број на пациенти ни доаѓаат со коскено-зглобни проблеми после прележан ковид. Значи, на жалост, ковидот е еден страшен вирус кој што буквално делува на сите системи, апсолутно еден од тие кои што е афектира многу често представува коскено-зглобниот состав. Кај нас пациентите доаѓаат и со болки многу често во рамо, во колена, во скочни зглобови, со отоци, црвенила, кои што апсолутно немаат никаква друга поврзаност освен пост-ковид синдром. Сега, зашто е тоа така? Да кажеме дека вирусите и воопшто и бактериите многу често имаат афинитет према таа зглобна мембрана, да даваат воспаление на таа синовијална мембрана и да даваат оток и болка со ограничување на опсегот на движење. Треба да знаете дека овие проблеми траат долго време. Ние имаме овде пациенти 6-8 недели, 3 месеца, кои што се уште не може да излезат од овие така наречени пост-ковид симптоми во делот на коскено-зглобната патологија. Значи, буквално се прават сите анализи и тестови, тоа е секогаш, тоа е дури еден синдром на таква реактивен артрит, каде што вирусот предизвикува воспаление на таа синовија, на тие омотачи, на тетиви, значи со различни тендинопати. И на жалост, покрај оваа витаминска терапија, бањска терапија, соодветни вежби, наистегнување, со многу, да кажеме, постепено зголемување на функцијата на зглобот, доаѓа до враќање на функцијата. Така да апсолутно да се продолжи со вежби, да биде дело таа зголемена активност, меѓутоа морам да напоменам да пациентите, посебно пост-ковид, треба постепено да го зголемуваат оптеретувањето, затоа што толку се тие афектирани тие зглобни површини да многу нагло или брзо воведување или пробување да се вратиме во секојдневна активност може да направите контраефект, односно да настане брзо појава на голем оток, на воспаление, кое што уште повеќе ќе го ограничи онака слабото движење и слабиот опсег на функционирање на екстремитетот. Така, значи внимателно и постепено и со вежбањето кај пациентите прележани од ковид кои што имаат ваков проблем. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во ред, нека се јави повторно, бидејќи не можеме сега да воспоставиме контакт. Доктор, ајде да проговориме за повредите кои што се поврзани со рамото и болката потоа што се јавува на тоа место. Што доколку паднеме на исправена рака, каква повреда може да предизвикаме кај рамото и болката како би изгледала во тој случај? Да, значи, травматските повреди на рамениот појас потекнуваат генерално од две сили, од дејство на директна сила, тоа е директен удар врз рамото, значи тоа е најчесто при физички пресмети или пад директно на рамо, или второто е, како што го напомнавте вие, преку дејство на индиректна сила, кога паѓате на шака или на подлактица и потоа со преносна сила доаѓа до афектирање во предел на рамениот зглоб. Тука секогаш можеме да ги поделиме на два типа, тоа едното представуваат мекоткивни повреди, тука спаѓаат значи на лигаменти, на тетиви, на делот од зглобната капсула, или второто е на коскените структури. На коскените структури има една специфика, тоа е почесто се јавуваат во напредната возраст, над 45 годишна возраст, поради густината на коскената структура во проксималниот дел на надлактицата. Најчесто доаѓате пациенти во женска популација, баш повторно ќе го напоменеме после менопауза, значи поради губење, значи поради појава на остеопороза во тој дел, и таа исто представува една многу честа остеопоротична скршеница, и пациентите нормално се јавуваат со болка, оток и се гледа видлив деформитет и нормално се ограничени функциите во предел на рамото. Според механизмот на повреда се прават соодветни иследувања, и тоа е нормално, прво се прави рентген, па потоа се прави компјутерска, и во зависност
од така наречено изместување или неизместување на фрагментите на скршеницата, се одлучува дали ќе се оди со гипс, со ортоза, со имобилизатор или нормално ќе се премине кон оперативен третман со апликација на штрафови плочки кои што ќе востануваат нормалната анатомија и морфологија на рамениот зглоб и ќе се врати опсегот на движења во нормал. Од друга страна, мекоткивните најчесто се поврзани со хронични репетирачки повреди или, например, многу често е кај пациенти кои што имаат многу чести исчашувања на рамо, посебно при возење во автобус, кога раката им е горе на држач и при застанување нагло. Застанување нагло на автобусот или на возови, значи доаѓа до излегување на рамото од местото, од лежиштето и доаѓа до многу јака болка, буквално раката виси, и кое што додека пациентот итно се јавува ради таа болка, затоа што буквално го шокира и не може да ги обавува никакви активности во рамото, и за таа проблематика потоа следува прво после евалуација, нормално во општа анестезија доаѓа до репонирање или местење на рамото и до апликација на гипсена имобилизација или соодветна ортоза за рамениот појас. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, значи една кратка пауза ќе направиме, почитувани, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Останете на Телма. Со професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за болката во рамо, причините за нејзина појава, потоа начинот на диагностика и лекување. Но пред да преминеме на нестабилноста на рамото, да го вклучиме гледачот кој што малку почека. Добар ден за него. Повторно јас што се јавив, што доктор одговори дека сум модел по што викаме по пријатели. Сакав не напоменав претходно, значи 3 месеци се занимавам од доктор на доктор. Секој ми рече, ајде немаш гајле од вежбањето тие, ќе ти помени. И единствено што ми е предложена PRP метода. Добро, еве сега за PRP методата ќе слушнете. Ви благодарам за вклучувањето. Докторе, може ли еве да ја појасниме PRP методата, бидејќи многу добиваат совет да направат токму таква интервенција? Тоа е плазма богата со тромбоцити, која што се добива од крвта на пациентот. Каква улога има овој третман кај пациентите со болка во зглобовите воопшто, еве сега болки во рамото? Да, PRP е една револуционерна метода, започната е да се користи пред 10 години. Кај нас во нашата установа, значи почнавме да ја користиме буквално на сите места каде што имаме оштетување на коскено-зглобните структури и најчесто и во репарација на мекоткивните структури. PRP методата е едноставна метода, брза за изведување. Се изведува на тој начин што се зима околу 15 мл венска крв од пациентот, потоа со посебни методи на центрифугирање се вади 5 до 6 мл плазма, која што ја рековте добро богата со тромбоцити. Основната поента на оваа плазма е всушност подразбира биолошка регенерација и репарација на зглобните структури. Што тоа значи? Тоа значи дека самата плазма внатре содржи голем број на фактори на раст, содржи голем број на така наречени трансформирачки фактори, односно голем број на квалитетни нови клетки кои што кои ќе влезат во местото каде што е оштетено, се формираат соодветни клетки од тој тип, од тоа ткиво што е оштетено. Значи дали е раскавично, дали е мускулно, дали е коскено и така натаму. Ова метода е револуционерна од неколку аспекта. Прво, затоа што е прво биолошка, затоа што не се користат никакви хемиски додатоци или препарати. Второ е антиалергиска. Многу е значајно затоа што немаме тоа и така наречена аутотрансплантација, затоа што потекнува од самиот пациент и не предизвикува никакви можности за отфрлање или за некакви алергиски реакции. Третата работа е минимално инвазивна, затоа што се аплицира најчесто перкутано или преку игла. Се можеме да биде водена и под рентген, и под ехо и да биде соодветно аплицирана таму каде што е неопходно и каде што е најголем потенцијалот за да оваа плазма ги оствари своите крајни ефекти, односно комплетна регенерација и репарација.
Конкретно кај рамото од овде, таа ја користиме во сите буквално состојби кои што се поврзани со повредите и оштетувањето, тоа значи и во бурзити субакромијални, и во оштетувања, например, во репарации на оштетена ротаторна манжета, значи во мускулни, на место на припои, на искинати тетиви, или во форма на ова ПРП кога се дава, се аплицира во различни форми на остеоартрит и така натаму. Предност на ова ПРП, значи покрај овие предности, треба да знаеме дека на жалост не можат сите проблеми да се решат со ова ПРП, иако се надеваме сегде по светот на нашите буквално симпозиуми и конгреси, се труди, целиот свет се труди да сите методи се базирани буквално на оваа биологија, на биолошка репарација. Значи да не потекнува со ставање на страни тела или страни хемиски препарати, него да се користи човековото тело. Меѓутоа, ограничувањата се сепак, барем од нашите искуства, дека најчесто овие помагаат негде до 55-60 годишна возраст, значи понатаму веќе и квалитетот на плазмата и на тие богати овие фактори на раст не се исти како кај млади пациенти, што значи дека сепак и таму има сепак некој лимит, некој ограничување за аплицирање на оваа плазма богата. Доволно е само еднаш да се аплицира плазмата богата со пробоците за да се реши проблемот или се повторува постапката? Најчесто зависи од степенот на оштетување. Во принцип, правилната употреба е негде 3 до 5 пати апликација на ПРП во период на секој 7 до 10 дена. Меѓутоа, ефектите дури се гледаат после второто ставање, значи негде кај некои дури кај првото кај младите, меѓутоа второ до трето од овде веќе се гледа дали има ефект. Кај одреден тип, значи дали е еве да кажеме таков тип на оштетување или плазмата со несоодветна, неквалитетна или тој принцип на недоволно истражен методот кој што треба да се соодветно да се третира, кај некој од овде после првата или втората, ако не дава ефект, апсолутно после е непотребно да се додаваат тие дози до 5 апликации во рамениот појас. Добив знак дека уште двајца гледачи очекуваат вклучување во емисија. Добар ден за првиот од нив. Ало? Повелете. Добар ден. Добар ден. Гледате Скопје. Така. На 64 годишна возраст сум. Добра. И од јануар месец оваа година имам болки, ама тоа по моја вина, мислам повреда на рамо, гаражата врата со рамо ја туркав, беше заглавена, мислам од моја вина. Во март месец отидов кај Петков таму. Така, сте биле на лекар, На лекар снимано, вика нема ништо, вика болки ки имаш. Мислам ми даде некои лекови за болки, но од 9-10 месеци навечер јаки болки, како се кажа докторот, не можам да ја дигнам така до 90 степени, мислам ова. Раката? Не знам што да раката и стварно, не знам што да правам, многу болки. Така, и понатаму го имате проблемот кој што ви го нарушува квалитетот на живот. Ви благодарам за вклучување во телмамбуланта. Професоре, можевте да го слушнете прашањето? Да, значи, еве, тоа е тоа што го збориме, кога станува збор за травматска природа. Прво да расчистиме од овде некои работи. Значи, диагностиката од овде покрај клиничкиот преглед содржи, значи, клинички тестови, анамнеза, механизам на повредување и така натаму. Втора работа е рентген диагностика, како, еве, да кажеме, прва алатка, која што е најчесто и најлесно достапна. Меѓутоа, доколку проблемите не се санираат или со помош на физикална терапија, со лекови од првиот лекар кој што ви го дава мислењето или не, или да кажеме условно недоволно ви се врати функцијата, следен степен е да одите, значи да се докомплетира ова исследување, односно понатамошната фаза на исследување представуваат магнетна резонанца и или компјутерска томографија. Зашто е тоа така? Затоа што голем број на повреди на овие мекоткивни, посебно значи на бурзити, на ротаторна манжетна оштетена или на било кој од овие мускули кои што може да бидат проблематични или афектирани при таа повреда, на рентген не се гледаат. И тогаш, ако не се евалуираат повредите, апсолутно е неможно и лекувањето. Така да, моја препорака е да дојде да се јави кај нас на преглед, да го патиме на доиследување, значи покрај ехо или ултразвук, да го пратиме и на магнетна резонанца, да комплетно да ја завршиме диагностиката и потоа да биде соодветно лекување. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден.
Добар ден. Ево уште една можност, уште една шанса. Добар ден за него. Нека се јави повторно подоцна. Докторе, најавив дека ќе проговориме и за нестабилноста на рамото. Кои причини доведуваат до ваков проблем? И дали се проследени, дали е проследена нестабилноста на рамото со некаква болка? Да. Постои, значи, затоа започнавме од овде делот на објаснување на анатомија и морфологија на рамениот зглоб, само поради градбата, значи специфичната градба на овој комплексен зглоб се јавува поради тоа што е така наречено плиток зглоб, односно нема доволна влабнатина, при која што овој зглоб е повеќе заштитен од тие лигаменти, тетиви и мускули, отколку од самите зглобни површини. Кај одреден тип на луѓе, кај некои генетски, кај некои најчесто стекнати со тек на микротрауми, се појавува проблем во оваа зглобна капсула, односно се јавува дефекти на зглобот. Односно, значи пластично да го објасниме тоа, овие две зглобни површини не се затворени во идеален простор, но ги имаат, како да речеме, прозори или делови кои што овозможуваат да еден дел од овде биде нестабилен крајно и кое што овозможува при појака сила или при посебна торзија или лоша поставеност на зглобот при пад или при држење цврсто или така натаму, најчесто при спортски активности, доаѓа до формирање на таа преграда или тој дефект се зголеми и доаѓа до исчашување или до изместување на зглобот. После тој местење или после таа репозиција, на жалост, дефектот во тие мекоткивни структури кои што го ограничуваат зглобот останува најчесто траен или, да кажем, одреден степен кој што нема да зарасне комплетно. И поради тоа е можно во наредни состојби, значи повторно при спортска активност или при било каква посебен тип, да се појави повторно излегување, така наречена појава на нестабилност на зглобот. Односно, зглобот има поголема амплитуда, повеќе има таа комплијанса од него нормален зглоб и можност за повеќе оштетување на таа зглобна раскавица да даваат хронична болка. И најчесто овие пациенти кои што имале еднаш, два пати или повеќе пати исчашување на зглобот, веќе имаат хронична болка поради тоа што е нарушена зглобната раскавица, изгубен е квалитетот, има поголем број на калцификати на тоа место, таа зглобна капсула е полабава, движењата не се соодветни и они се жалат на хронична болка и чувство дека рамото не им е сигурно. Поради тоа, значи, денеска се применуваат методи. Прво, секогаш нели се пробува со физикална терапија, со помош на бањско лекување, со зајакнување на тие мускулни делови, нормално на лигаментарен и тетивен дел. Меѓутоа, доколку тоа не успе, доаѓа до оперативна или хируршка интервенција. Се беше, например, последниот пациент, каде што млад 27 годишен пациент, веќе после една повреда на 18 години, во неколку пати, во неколку наврати, рамото му излегува и при обична активност. На крајот доаѓа тука, се констатираше дефект, коскен дефект. Значи, многу е битно дали е дефектот на на тој зглоб, дали е мекоткивен или е дефект, или е коскен дефект. Па дојде до транспозиција на еден дел, па му ставивме друг дел, значи коскен дел на местото каде што е дефектот, се фиксираше со штрафови и тоа рамо пациентот без никаков проблем. После таа операција добра физикална терапија, соодветно бањско лекување, пациентот се врати во скоро комплетна нормална зглобна функција на рамениот. Докторе, болката што потекнува од рамото, дали секогаш ја чувствуваме на тоа место или пак некогаш се рефлектира во раката, во грбот? Тоа е тоа што треба да знаеме секогаш, дека голем број од овде на болки во рамо се пропагирани од некое друго место или па самата болка во рамо ирадира или така наречена преносна болка кон друго место. Тоа е заради големиот број на нервни завршетоци кои што поминуваат тука и кои што може да пропагираат буквално по должина на раката, може да до прсти, може да биде према главата, може да, пак ќе повторам од овде, може да било дело од вратот, кое што при притисок и при таа радикулопатија се афектира во рамото, а уствари рамото е само последица или каде што болката ја чувствуваме, а главните проблеми се во вратниот рбет. Така да, затоа кажувам од овде, без разлика е сигурно дека
голем број од овие од пациенти биле на еднаш на две, меѓутоа не треба да се застанува додека не се најде решение, затоа постојат и различни специјалности, стручни лица од соодветна област за соодветен зглоб, за да си го најдат решението за кое што нормално ќе им се намали овој степен на инвалидитет или нормално хронична болка која што апсолутно ги пациентите ги инвалидизира. Тоа значи дека кога пациент дојде кај вас на преглед, само врз основа на описот на болката не може се постави диагноза. Мора да се направи. Да, вие имате. рентген, Тоа е еко, исто, тоа им го кажувам и на студентите, значи секогаш од овде, значи само врз опис на болка или на анамнеза или на механизам на повреда, вие ќе направите една работна диагноза. И тоа се најчесто 3 или 4 работни диагнози кои што потоа ви се за да дојдете до последната, до дефинитивната, мора врз база на голем број додатни методи, како што се најчести ултразвук, рентген, соодветни магнетна резонанца, компјутер или така натаму, или нормално неуролошки тестови, да се открие и да се дојде до таа дефинитивна диагноза која што на крајот ќе може да ја третирате соодветно и нормално ќе има бенефит пациент. Така. И потоа врз основа на поставената диагноза се пристапува кон соодветно лекување. Докторе, кај кои пациенти применувате артроскопија? Артроскопија е исто метода, значи јас пак ќе кажам од овде. Секогаш од овде има едно правило кое што им кажувам на пациентите, слушајте го своето тело. Значи, доколку од овде болката се зголемува или се влошува после ден, два, три од почетокот, веќе е време да се појавите на доктор, затоа што на почеток голем број од проблемите може да се третираат неоперативно или конзервативно. Тоа значи дека ние секогаш се трудиме да биде помалку инвазивно за пациентот. Знаете, секоја интервенција или секоја операција си има своји позитивни, нормално има и своји негативни страни или можни компликации, и затоа секогаш се стремиме да прво на почеток се третираме со помош на промена на физичката активност, со мирување, со поставување на имобилизатори, со вежби на истегнување, физикална терапија, еве со методите на ПРП и така натаму. Потоа, доколку тоа не ги даде со очекуваните резултати, во зависност од типот на повредата, во зависност од време траење на болката, тогаш преминуваме кон овие оперативни техники. Предноста на артроскопијата во однос на другите методи е што минимално инвазивно, тоа се влезни с многу мали отвори од 3-4 мм на 2-3 места во рамото, каде што тој зглоб се исполнува со течност и со помош на камера, се гледа буквално сите простори кои што дури е тешко да се видат и со други методи, на сегде каде што има оштетување, може во истото време, кога правите диагноза, во истото време да правите и третман или терапија. Тоа значи дека треба да имате соодветна апаратура, соодветни услови, нормално стручен лекар, значи стручен специјалист од таа област, кој што ќе може тие проблеми да ги разреши. Артроскопијата е добра што е еднодневна хирургија, нема хоспитализации долги, тоа се прави во еден ден, пациентот веќе од другиот ден може комплетно да се активира и да се проследи на понатамошна физикална терапија и бањско лекување со цел да се врати функцијата на нормална активност. И имаме сосема малку време до крај. Професор, јас би сакала да им упатите до гледачите неколку совети поврзани со секојдневниот живот, кои што би можеле да спречат болки во рамото и разните деформитети како што ги споменавте. Еве, да почнеме од тука. Лошото држање на телото, односно лошата постура, дали е непријател на рамото? Апсолутно, да. Значи, мора да ви кажеме од овде дека локомоторниот систем е еден сплет на поврзани садови кои што сите делови афектираат, односно интерферираат помеѓу себе, што значи дека деловите и на грбот, на рбетот, на рамото, шаката, лактот или нормално лошата поставеност на телото, значи таа постура од овде, сето тоа има афинитет или условно да кажеме афектира врз нормалната функција на рамениот појас. Меѓутоа, мора да кажам дека малце повеќе треба да посветат внимание и родителите на децата, за да им обрнат внимание прво на држењето на телото, потоа на вежбите кои што најчесто во наше време беше многу поразлично. Физичкото воспитание се сметаше како апсолутно предмет кој што е дури многу побитен од другите предмети, затоа што
физичкото здравје, нели исто како и менталното здравје, заедно функционираат како едно. Не може да бидете нели физички неактивен, а да бидете комплетно здрав. Значи подразбира дека се поставува физичкото образование за жал. Проблемот од овде е дека и вежбите што се прават и најобичните вежби кои што би требало нормално во тек на денот да бидат 10, 15, 20 минути, се прават несоодветно, на брзање, само површно, без соодветно истегнување на мускулите и после затоа се доведуваат при такво лошо вежбање на долг рок доведуваат до почести повреди, до хроничен замор, до лошо разраснување, да кажеме условно, или на лошо формирање на тој лигаментарно тетивен дел, кој што нормално и во предел на рамото, но и во предел на сите зглобови доведува до оштетена зглобна функција. Јас само ќе нагласам дека нели животот е движење, движење е живот. Мора да знаете дека сите зглобови се направени за да бидат активни. И секогаш, барем пациентите што доаѓаат кај мене, ја го препорачувам пливањето како спорт кој што е единствен, кој што ги активира сите зглобови. Значи, тоа е таа можност за тој на сите им апелирам, доколку се во можност еднаш или два пати неделно во текот на целата година додат на пливање, за да можат како грбната мускулатура, рамениот појас, колена и сите зглобови да бидат апсолутно во комплетна зглобна функција и нормално тоа ќе доведе прво до поспоро оштетување, не можеме ние да го запреме процесот на ејджинг или старење, меѓутоа можеме да предизвикаме апсолутно квалитетна активност со квалитетна проприоцепција на зглобовите кои што ќе доведат до одлична зглобна функција и квалитетен живот во возрастната. Кои други спортови се добри за рамениот појас? Велосипедизмот можеби? И кои не се добри? Кои не се добри? Да речеме тенисот, кошарката, одбојката, како влијаат на рамениот појас? Одма да ви кажам, не постои лош спорт за одреден зглоб. Постои само лошо вежбање. Значи секој спорт од овде, значи доколку вие имате соодветно истегнување на мускулатура, на тетива, на лигаменти, пред било каква активност, апсолутно ќе доведете до тој ворминг ефект го допринесе да повредите или оштетувањата бидат минимални. А од друга страна ќе доведат до појачување на квалитетот на сите структури, посебно на зглобната капсула, кои што ќе доведат до квалитетно и безболно обавување на сите активности. Проблемот е кај нас што например, голем број на спортисти, пример ракометари или не знам тенисери, буквално вежбаат со една рака, другата рака им е комплетно запоставена. Па имаме еднострана мускулатура со континуиран спазам на паравертебрална, на една мускулатура многу развиена, другата страна многу послабо развиена, па имаме после девијација и на рбет, имаме оштетување зашто несоодветно е положбата на екстремитете и така натаму. Значи, само гледате ги спортистите во светот. Најбитно е дека тие, без разлика кој спорт, професионалните спортисти мора да бидат зглобовите активни симетрични. Значи да не работите само со една страна, без разлика што сте дешњак или што играте само со тенис со една рака, мора паралелно да работи и другата рака, за да таа цела мускулатура биде соодветно развиена. Професоре, ви благодарам за денешното гостување, за овој интересен разговор во кој што ни откривте многу работи поврзани со болката во рамениот појас, во рамото и начинот на дијагностика и лекување. Се надевам дека ќе се видиме повторно во Телма амбуланта. Благодарам и на вас. Поздрав до гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.